По поразот во Охрид, ракометарите на Eurofarm работник се реваншираа и на свој паркет извојуваа победа од 28-22. Фармацевтите со трите освоени бодови се изедначија со 9 бода на втората позиција на табелата со Охрид и со Вардар, кој има и 2 надпревари помалку. На врвот е Металург со максимални 15 бода од 5 одиграни надпревари. Работник до триумфот стигна во финишот на мечот, откако сосема израмнето мина првиот дел. Клучната предност домашните ја направија на почетокот од 45-та минута, за да на веќе 7 минути пред крајот се стигне и до предност од 23-17. Тоа значеше победа на Eurofarm работник против Охриѓани, кои одиграа далеку под своето ниво. Таму изгубивме првото коло 5 разлика. Ние до душа од самиот старт така работевме дека треба само да победиме, макар и една разлика. Полека нели по мене мислам дека Охрид индивидуално најаката екипа во македонска лига, оставајќи ги Металург или Вардар, тоа не закачам таму. Мислам дека заслужено победивме, дека момците добро се бореа. Многу ни беше значено да победиме и со оваа победа мислам дека веќе сме на една нога да бидеме меѓу првите 4 екипи. Бошковски смета дека голема улога во подемот на формата на неговите играчи имаат и триумфите над градскиот ривал Пелистер, кои се од големо значење за подигнување на мотивот пред финишот на сезоната. Нормално дека тоа не е само за многу ни даде тоа, морам да се навратам на тоа, нели, но сепак е тоа некој континуиран процес кој го работиме некаде од јануар и многу добиваме, нели, со Дејан Пецаковски што се врати барем во фазата на одбрана. Мислам дека направивме една екипа која бе кадарна да биде меѓу први 4 екипи, со тоа што и се пласираме и на Final Four и нормално дека ќе чекориме скалило по скалило погоре, се надевам на подобри игри. Мислам дека да, на надпреварот првиот со Пелистер, особено на психолошки план многу донесе кај нашите играчи. Со 8 погодоци, најефикасен во домашниот табор беше Лазе Мајнов, додека Серхио Барош постигна 6, кај Охрид најмногу се истакнаа Јанев и Кобетич со по 6 погодоци.